Isuse Hriste, jaz te ljubam do nebo. Isuse Hriste, jaz te ljubam visoko. Isuse Hriste, jaz te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Мир вам, Татко мој кој си на небесата, да се свети името Твое, Него да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце. Ноќеска заврна снег и јас сум во Мавро, повторно сум во гората. Заврна снег и видите неговата волја. За да разбереме што е неговата волја, тоа е суштинско прашање за христијанинот. Например, сношти дојдов, врнеше снег, ја спуштив колата, се качив горе на половина пат, не ја спуштив до доле. Сабајле стана во 6:30 и трчам и барам помош од Исус, а можев синојка да прашам Господи Исусе Христе, дали да ја спуштам долу или горе колата. Знаете, тоа е момент. Христијаните тешко разбираат што значи тоа неговата волја. Исус добро го има кажано. Не зборувам јас, туку Отецот зборува низ мене, низ вас, низ секого од нас. Тоа е христијанство. Не ти што сакаш. Бидејќи кога Петар му рече на Исус, тоа нема да се случи, Исус му вели, ќе ме распнат, ќе ме посрамат, ќе ме распнат. Петар му вели, не, тоа нема да се случи. И Исус му одговара, бегај од мене, Сатано, зашто мислиш на тоа што е човечко, а не на тоа што е Божјо. Значи, јадеш од дрвото на познанието на доброто и зло, како Адам со Ева, со змијата, знаеш што е добро и зло и стануваш смртен. Сега е периодот на коронавирус и луѓето се исплашени. Не им е јасно што се случува. Знаете, пеат они, наскоро ќе биде Велик ден. Црквите се забранија верските собири. И ќе пеат на Велик ден Христос воскресна од мртвите со смртта, смртта ја победи, а се плашат од смртта. Значи, ако Христос ја победи смртта и ги има клучевите од адот, зашто ти се плашиш? Може ли христијанин да се плаши? Зарем Исус би дозволил тебе да ти се случи нешто што не е негова волја? Одиме Матеј, 11 глава, кога ги заврши Исус овие заповеди. Значи, ние зборуваме за заповеди. Не се тоа ако сакаш. Да, ако сакаш, има слободна волја, но потоа влегуваш во друг закон. Изгонет си од рајот, имаш малку време и тогаш се плашиш од смртта, бидејќи не го познаваш Исус. 12. Заповедта е љуби го својот ближен како себе си. Тоа е заповед, ти си во војна, војна за души меѓу сатаната и Исус Христос. Сатаната ти наметнува решенија, Исус ти дава право на избор. Да ја избереш љубовта наспроти омразата. И кога ги заврши Исус овие заповеди, кон 12 своји ученици, замина оттаму за да поучува и да проповеда по нивните градови.
Видете, не се работи да се заседнеш на едно место со едни исти луѓе. И пееш песни, се молите, ништо не се случува. На крајот ќе се испокарате кога ќе почнете да мислите тоа што е добро, а што е зло, ќе јадете од дрвото на познанието на доброто и злото. А Јован што мчу во затворот, пазете, Јован е во затвор. Ние сме во затвор во телото. Духот е затворен во тело преку душата. Но имаме и друг затвор, физички затвор. Јован што мчу во затворот за Христовите дела, испрати 20 своји ученици и му рече: Јован на Исус. Јован кој е најголем, замислете. Нема поголем роден од жена, од Јована Крстителот. Јован му вели: ти ли си оној што треба да дојде? Или друг да чекаме? Интересно прашање. Ти ли си оној што треба да дојде? Дали е тоа сомнеш? Дали ти се сомневаш? Дали ти си свесен дека ако се плашиш од смртта, вериш дека си христијанин, ти си прелюбодејник? Ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме? Испрати 20 своји ученици. Исус им одговори и рече: одете и кажете му на Јована што слушате и што гледате. Пазете што слушате, пазете како слушате, пазете што гледате. Јас сум престанал да гледам секакви филмови, да читам книги, било какви веќе. Не можам да се полнам со световни работи. Знаете, тоа ви го одвлекува вниманието. Тоа ви оттргнува од тесниот пат на Исус по широкиот пат што води кон смртта. Гледаш разни филмови, читаш разни книги, ќе се наполниш со знаења, со мртви слова. Бидејќи словото е од Исус, нема други слова. Ти одеднаш стануваш натоварен со кубици слова и знаења, ќе се свиткаш и ќе почнеш да овкаш како да си земал 3 кубика, 5 кубика дрва да ги носиш на плеките. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исус им одговори: кажете му на Јована што слушате и што гледате. Слепи прогледуваат, сакат и проодуваат, лепрозни се очистуваат, глуви прослушуваат, мртви воскреснуваат и на бедните им се проповеда Евангелието. Дали се случува тоа? Да ги земеме и како слики и како реално. Значи, слепи прогледуваат, бев слеп и прогледав. Дали ти гледаш, дали го гледаш духовниот свет? Слеп си роден, лепрозни се очистуваат, се налепил со секакви глупости. Глуви прослушуваат, не го разбираат Божјото слово, почнуваат да го слушаат Божјиот глас. Мртви воскреснуваат. На едно место тој вели: остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци и на бедните по дух, оние што се бедни и жедни по дух, им се проповеда Евангелието. Блажен е оној што не се соблазнува заради мене. Дали се соблазнуваш ти од Исус Христос? Дали можеш да кажеш: Исус ми е докторот, Исус ми е учителот, Исус ме учи. Не можам да слушам, например, други проповедници. Имаш еден период, слушаш, ќе се наполниш со ставови од други. Не дозволи му тој да влезе во твоето срце. Наместо да слушаш други проповедници, слушај го Исус во твоето срце, тој да те учи. И тогаш ти стануваш сотрудник, слуга првин, служител, па сотрудник, па сонаследник, па пријател Божји. Ја вршиш, ако га си отидоа Божјата волја, не твојата. Ако га си отидоа овие, Исус почна да му зборува на народот за Јована, што сте излегле да видите во пустињата. Значи Ирод го става Јован во затвор. Трскали што се лулее на ветрот, но што излеговте да видите човек ли облечен во меки алишта, ете оние што носат меки алишта по царските палати се. И денеска ги гледаме тие истите, носат меки алишта. Па што излеговте да видите, пророк ли? Да, ви велам, вистина ви велам, и повеќе од пророк. Јован му е одсечена главата, зашто главата е Исус. Тоа е слика. Тој ја даде својата глава. Ја зема главата на Исус. Тој станува дел од Христовото тело, од духовното тело. Со своето тело и душа да пострада за Исуса Христа. Зашто тој е за кого е напишано.
Ово го вели семокниот Бог. Значи Исус не зборува ни еден збор од себе. Ете, јас го праќам мојот ангел. Јован Крстител. Ете, јас го праќам мојот ангел, зборува семокниот Бог, пред лицето Твое. Пред лицето на Исус. Пред чие лице? Тој ќе го приготви патот Твој пред тебе. Јован зборуваше, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Покајувањето е важен момент. Но што значи да се покаеш? Ти ќе речеш, не сум грешен, што имам јас? Јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, едниот грев. Тоа е слика, знаеш што е добро и зло. Вториот е сакаш да се искачиш највисоко како сатаната и си паднат на земјата. Третиот е градиш кула вавилонска да се здобиеш со име, сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. И четвртиот е од твоето срце излегува, пишано е овде, завис, љубомора, злоба и така натаму. Тоа излегува од твоето срце. И имаме два типа на луѓе. Синови Божји и тие што се со Исус, малкумина. Вистински со Исус, не декларативно, што не се плашат од смртта. И синови човечки, тие што си прават тоа што сакаат. Тоа што прават ти што сакаат, а потоа ќе овкаш, ќе викаш, олеле, Господи Исусе Христе. Значи, јас го праќам мојот ангел да го приготви патот пред тебе. Покајувањето е важен момент. Да застанеш и да се покаеш. Да простиш, да простиш, да простуваш, да простуваш. Да не осудуваш 100 пати. Да се покаеш за секој грев, ќе ти излезат гревовите. За гревовите на твоите предци. Да ја прифатиш Божјата волја. Тоа е најтешко. Покајувањето, луѓето мислат се покајале, а не се покајале, повторно се на истиот пат. На широкиот пат што води во пропаст. Вистина ви велам, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јована Крстителот, но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. Тој се уште не е во Царството Небесно овде, но е ангел, пострада за Исус. И потоа вели дека тој е Илија што треба да дојде. А од деновите на Јована Крстителот па досега Царството Небеско на сила се зема, се освојува со сила и силните го грабаат. Но тоа е оној стих, на сите што го примија Исус им даде сила да станат синови. Се разбира и керки Божи, но како се прима Исус? Како се прима Исус? Тоа е добро прашање. Читаш за Исус, ги знаеш приказните за Исус и кога ги гледам проповедите што сум ги слушал, тие се приказни. Тие раскажуваат содржината. Не ја разбираат до крај суштината. Како се прима Исус, нека ви објасни. Па тоа значи ти да појдеш на крстот. Ти да бидеш распнат. Дали го распна своето тело? Дали се откажуваш од телесноста? Дали сеќаваш како духовниот човек почнува да се движи во духот кон Исус по тесната патека што води кон животот? Или се движиш само физички како животните? Претходно си се движил како билка. Протони и неутрони. Знаете, 3 типа на движење. Има движење внатре во тебе, во материјата, движење физичко, животните и луѓето, движење во духот кон Исус. Дали ти се движиш кон Исус? Како се прима Исус? И ако сакате да знаете, да примите, тој е Илија. Значи, Илија ќе го најави второто Христово пришествие. Значи, Јован повторно ќе дојде. Ангел, ќе биде пратен ангел. Кој има уши да слуша, нека чуе. Ако имаш уво да слушаш, што да слушаш? Не е битно да го слушаш ова како приказна. Да го слушаш Исус во срцето твое. Не ти да зборуваш од себе, тој да зборува од себе. Значи, врне снег и наместо да прашам Исус, дали да ја спуштам колата, јас ја спуштив, брзав, тука имавме скината жица. Од струјата имаше атентат од сатаната во Мавровската црква, во Мавровското царство на Исуса Христа. Знаете, и сега сабајато трчам во 6 сати и викам, Исусе, напомаш, ми помогна, слегов по снегот. Стаклото е замрзнато, се лизга, се качив горе. Еве сега снимам завет внатре, зашто сум се уште влажен од дождот, од снегот. Те сакам, Господи Исусе Христе. А со кого да го споредам овој род, зборува за христијаните, личи на деца што седат по пазариштата, зборува за црквите. Деца што седат по пазариштата, па им викаат на своите другари. Ете, тоа се црковните заедници.
Тука ги нарекува пазаришта и деца во Исус. Деца, мали деца, морат да бидат водени. Морат да бидат водени, а не дозволуваат. И мораш да ги пазиш, да ги казнуваш, да ги плескаш по газот и по раката. А тие потоа врескаат, о, леле. Подобро да те исплеска сега. Кого го љуби, того и го казнува. Да те скастри. За да бидеш накалемена гранка на лозат и да даваш плод. Ви свиревме и не игравте. Ви пеевме жални песни и не плачевте. Кој ви свири? Кој ви пее? Имаме една група, пееме и свириме. Слегува преку 40 песни. Песните ги пеат, се радуваат, а кога треба подука и да ги укориш, не сакаат да прифатат. Потешко прифаќаат. Видете, песните ги дал истиот дух, Исус. И укорот го дава тој. Ти сакаш да пееш, а не сакаш да бидеш променет. Не сакаш да дозволиш Исус, јас мислам, јас сакам, јас чувствувам. Не. Дозволи му тој да мисли, да сака и да чувствува во тебе. А потоа ќе видиш што значи сила на љубовта, да љубиш, да победуваш со љубовта. Да победуваш во љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Оти дојде Јован кој не јаде и не ти пие, а велат без има. Секогаш ќе им пречи Исусовиот. Зошто не јаде има без? Дојде синот човечки Исус, кој јаде и пие, значи ставен како син човечки, за да ја разбереме почетната позиција, за да се вратиме назад. Првин треба да бидеме син човечки. Дојде синот човечки кој јаде и пие и вела тете човек ненаситен, пијаница, пријател на митниците и грешниците. Исус вели, не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. И се оправда премудроста. Премудрост. Преку своите дела. Делата на Јован, делата на Исус продолжуваат. Јас не сум достоен, вели Јован, ни врвките да му ги одврзам, ниту јас. Кога ќе застанам пред ова слово, душата ми затреперува. Луѓето земаат, цитираат, се малаат. Знаете ли вие со што се расправате? Словото без дух е мртво. Духот е тој што оживува, го оживува ова слово. Словото убива, а духот оживотворува, кога се гаѓате со него како со камења. Како кога го гаѓа Стефан со словото старозаветно, а тој им рече, прости им, татко. Како Исус, не знаат што прават. Слично како Исус. Тогаш почна Исус да ги укорува. Значи Исус укорува, истотникот тој што ве води, старешината треба да ве укорува. Зашто вие не знаете и грешите, како што и јас грешам. Кога јас грешам, мене ме укорува, сеќавам болка во телото. Застанувам и кажувам, татко мој, во името на Исус, покажи ми што да поправам. Ми покажува кај сум осудил, што сум рекол, се повратувам, се молам по извесен период, симптомот на болка исчезнува. Но велам на еден другар, дали се плашиш ти од, има сега овој вирус, сатански напад. Нема зашто да се плашам, Исус нема да дозволи. Знаете, духот што е во мене пламенен ќе изгори секако вирус. Те сакам, Господе Исусе Христе. Јас зборувам да го примиш Исус во срцето. Ако ти си го примил Исус во срцето, зарем ќе се плашиш од смртта? Па Исус беше распнат за секог од нас додека уште бевме грешници. Значи Исус почна да ги укорува градовите во кои се извршија неговите чудеса најмногу, бидејќи не се покајаа. Како се покајува, тој е добар момент. Знаеш, тој отпор не се добива наеднаш. Ке се покаеш, па уште еднаш, па ќе дојдеш и ќе речеш прости ми, татко. Прости ми, татко. Сликата на блудниот син кога се враќа кај таткото. Кога го потрошил својот имот. Прости ми, татко. Оче, прости ми, не знам. Погрешив пред тебе и пред небото. Од срце. И тогаш тој му вели, се мое е твое. Знаете, се мое е твое. Тешко тебе Хоразаине, тешко тебе Вицаидо, тоа се градови, ако во Тири, Сидон беа чудесата што станаа при вас, тие одамна би се покајале во кострет и пепел. Значи се покајала, раскинува облеката, ја сече косата. Еве сега се случува вирус и се молат едните вака, другите така, третите прскаат, четвртите нешто. Замислете, двајца или тројца, значи тројца се, но ви велам на Тири на Сидон ќе им биде полесно во судниот ден отколку вам. Двајца или тројца, памтете го тој збор.
И ти, Капернауме, што си се воздигнал до небото, како сатаната, ако во Содом до пеколот ќе слезеш, кој се воздигнува ќе биде понизен, кој се понизува ќе биде воздигнат. Зашто ако во Содом се беа извршиле чудесата, зборува како се застанува пред Исус, што станаа во тебе, тој до ден денес ќе останеше. Но ви велам дека на земјата Содомска ќе биде полесно на страшниот суд, отколку тебе на тие што не се покаяле. Ние го имаме двајца или тројца собрани во Исусово име. Значи имаме ковид, вирус, пандемија. Луѓето се исплашени. Христијаните не можат да се соберат во негово име. Имаме 3 големи деноминации. Едните, другите и третите, ајде да не ги споменувам. Зошто не се соберете сите еднашка заедно да се молите? Тоа е собрани во негово име. Вие сте собрани во свое име. Православните на еден начин, протестантите на друг начин, католиците на трет. Собрани се во свое име. Во православието, католицизмот и протестантите уште поделени по други читања телесни на Библијата, а православните по национална основа. Не сте собрани во негово име, молитвата не проаѓа. Не проаѓа, црквата е на Исус Христос. Не е ваша. О неразбрани синови човечки и незнабожци. И така, тешко тебе и ти, во тоа време, откако продолжи Исус рече: те прославувам, Оче. Тој таткото го прославува. Господи на небото и на земјата. Оти си го сокрил тоа од мудрите и разумните, зборувај ти низ мене, татко мој, а си го открил на младенците. Значи, мудри и разумни световно, младенци се оние во Христос, што ќе се родат одново. Првин си бебе, па дете, и растеш во него. Луѓето што се во Исус го знаат тој процес. Секој ден растеш повеќе. Секој ден разбираш повеќе. Секој ден сеќаваш како те кастри, како отврлаш од себе си сето она што е во твоето срце насобрано, за да имаш чисто срце. Да, Оче, зашто таква беше волјата твоја, Исус, волјата негова, а вие сакате ваше, јас сакам, јас мислам, јас чувствувам, јас ќе направам ова. Нема да направиш ништо, синко. Исус добро кажува: без мене не можете да направите ништо. Те сакам, Господ Исусе Христе, се ми е предадено од мојот Отец, Исус, и никој не го познава Синот, освен Отецот. Ниту Отецот го познава некој освен Синот, кому што сака Синот да го открие. Отецот и Синот, како се открива тајната сокриена со векови, дека Исус живее во твоето срце. Ти треба да му дозволиш, тесно ти е срцето, да направиш простор, да се изгони од срцето сето она што ти мислиш дека е добро. А тоа е нељубов. Духот на антихристот е нељубов, духот на Исус е љубов. Да му дозволиш. Значи, секогаш кога доаѓа состојба, да се радуваш и да чекаш сега како да постапа. А ти постапуваш како што ти мислиш. И влегуваш во сатански круг. И осудуваш и мразиш и немаш доволно сила. Не си силен. Се плашиш од смртта. Не си силен да го освоиш Царството Божјо. Дојдете при мене сите. Исус го вели ова. Таткото небесен преку Исус. Дојдете при мене сите. Изморени и обременети. И јас ќе ве успокојам. Но дали вие доаѓате кај него? Не е доволно да одиш во црква, да ја читаш Библијата, да цитираш. Вистински да дојдеш во својата скришна соба, да му го дадеш срцето. Исусе, дојди во моето срце, остани, помогни ми, дојди во моето срце. Тогаш нема да се плашиш од смртта. Земете го мојот јарем на себе, Исус. Кој е тој јарем? Се крсти со крштението со кое тој се крсти. Пострада за браќата, ја даде душата своја за браќата. Кој ќе ја сочува душата своја, ќе ја загуби. Го знаете тој стих? Кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја сочува. Бидејќи сум кроток, Исус, кроток и смирен по срце. Кроток е Исус и смирен по срце. И ќе најдете мир за вашите души.
Мир. Мир ќе најдете. Нема мир без Исус. Нема. Луѓето пијат апчиња. Гледам свештеници, црковни луѓе. Болни се умираат. Зашто јаремот на Исус мој е благ и бремето мое е лесно. Суштината е како да ја исполниш неговата волја, како да дозволиш тој да те обликува, како се застанува пред Исус. Тоа не го разбираат луѓето. Не ти да зборуваш, Исус да зборува. Тие зборуваат од себе, тоа се садукеи и фарисеи кои седнаа на Мојсеевиот стол, пишано е. Знаете, не ти што сакаш, волјата Негова, Таткото Небесен, Исус Христос, да ти се открие во срцето. Но мораш вистински да клекнеш на колена и да се покаеш. Значи, со очите не гледаат, со ушите не слушаат, со срцето да разберат. Да се покајат. Да се покаеш. Зашто? Па ако мислиш дека немаш зашто да се покаеш, нема да биде добро за тебе. Тогаш еве овој ковид ќе те гони, а тие што се во Исус имаат печат на челото на живиот Бог. И нема ништо да им се случи. Ако стават вирус во ракава, тој ќе изгори, ќе видите, клетките ќе бидат мртви. Јас сум син на Севишниот Бог. Мојот татко е Севишниот Бог. Мојот Бог е Исус Христос, првиот и последниот. Име над секое име, Алфа и Омега. Седржителот, се е од Него и за Него создадено. И се преку Него се држи. Мир вам до Божјиот царство небесно. Денеска стравот завладува. Штом ќе почнеш да се плашиш од смртта, од ковид, од вируси, пандемии, корона. Корона врста на жаба, круна. Круната е на Исус, кнезот на овој свет. Затоа сте овде, има малку време. Доаѓаат последните денови на Јована Богословот, кој го напиша на островот Патмос. Откровение. Што ќе се случува? Блажен е оној кој чита и ги слуша, ги почитува, действува од пророчките зборови на оваа Божја книга, но не можете да ја читате со ум. Потребен ви е духот на нашиот Отец, да ви го отвори умот, за да ги разбирате писмата. Бидејќи читајќи го телесно, христијаните се поделени и не можат ниту сега, кога има пандемија, кога умираат луѓето, да се соберат во Негово име. Секој си се собира во свое име, во името на својата поделеност, во името на својата мудрост. Гордост, православни, католици, протестанти не можат да се соберат. Името е Исус Христос. Нема друго име. Црквата е Исусова. Кој ја поделил, брате и пријателе? Татко мој, во името на Исус, на сите оние што ќе клекнат сега на колена и ќе кажат: Исусе, Сине Давидов, помилувај ме, исцелување во дух, душа и тело. Амин. Господе Исусе Христе, те сакам, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божјиот царство небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам.